Ке отвориме за почеток, значи, како почетен стих, ке ни биде стихот во второ послание до Тимотеј, стих кој што неодамна и го отчитавме, второ послание до Тимотеј, 3 глава, значи второ послание до Тимотеј, 3 глава, 16 и 17. Да се подсетиме како гласеше овој стих. Целото писмо, значи целото писмо е од Бога вдахновено и е полезно за поука, за изобличување, за поправање и за воспитување во правдата, за да биде Божиот човек совршено подготвен за секое добро дело. И вие се сеќавате, кажавме дека за жал мнозина имаат селективен пристап кон Библијата и ја конзумираат како лубеница, буквално. Еден дел го конзумираат, другиот дел го тргаат настрана, го плукаат, буквално, како што ги плукаат семките од лубеницата. Но овде јасно и гласно Павле ни посочува дека целото писмо е од Бога дадено и целото е полезно. Меѓутоа, веројатно, мнозина од оние кои што се нарекуваат христијани, некои делови од Светото писмо кои што се за изобличување, изобличуваат, не им се допаѓаат. А токму, еве зашто писмото е вдахновено и е дадено за поука, за поправање, за изобличување. Значи, тоа е писмо кое што е дадено од Господа, го нарекуваме Свето писмо, писмо упатено до секој од нас, за да Бог не исправи од кривиот пат по кој што сме, за жал сме тргнали како човештво. И од тие разноразни други причини, луѓето имаат сепак селективен пристап и за жал дури денеска многу слабо и познавање воопшто од Библијата. Знаете, правев молбет со еден наш брат кој што имал средба со некој човек кој што е член на една верска заедница, не е ни битно сега да не ја споменувам која е, и истиот тој запрашан кој е Валам, а кој е Валак, а кој па Ваал, тој рекол, па тој е еден исти, само едни го викаат вака, други го викаат така. Иако станува збор за прво незнабожешки Бог, па и за цар, и за некогашен Божи пророк, сосема три различни личности. Значи, дури имате ситуации на верници кои што се долгогодишни, значи верници во некои цркви каде што, значи, некои наједноставни работи воопшто не им се познати. Или еве, дури се сеќавате со некои смешни ситуации. Јас ќе ви кажам сега еден пример, каде што во некоја црква пасторот бил отсутен, значи на некоја веројатно службено патување или посета на друга црква, и бил замолен новиот млад пастор да ја води школата со младите, неделната школа. Ние како што кај нас е саботна, нели, кај некој е неделна школа, да ја води школата, значи, со младите во црквата, кои што биле некаде до 15 години возраст. Значи, прилично возрастни, не се оние мали деца кои што не разбираат ништо, и кои што вообичаено се деца кои што израснале во црква, и сега тој им поставил, решил тој ден да ете така малку да ги распрашува, да види докаде си со знаењето. И им поставил прашање, кој ги срушил ѕидовите на Ерикон? Некој веќе го знаат овој пример. И знаете, овие почнале меѓу себе да се гледаат и едно по едно, не сум јас, ни јас не сум, пасторе, ни јас не сум, ни јас не сум. Овој бил запрепастен, пасторот бил запрепастен од ваквиот нивен однос и одговор. И во прва прилика, кога имало црковен одбор, тој седнал и го изложил овој проблем пред одборниците. И еден од одборниците му станал и му рекол, знаете што, гледам дека многу сте засегнати со ова прашање, овој проблем, меѓутоа јас можам да ве осигурам дека сите деца од
првото во последното ги знам, ги познавам, тие израснале во црква, и кога велат така е, стварно, искрени се децата и немаат ништо они со зидовите на Ерихон. И плюс тоа имаме ние фонд, па ќе земеме пари, ќе ги поправиме. Ете, значи, за жал, иако има толку многу христијански заедници, се нарекуваме христијани, Библијата, веројатно, се послабо и послабо време се отвара и се чита. Та дури се среќавате со едни вакви смешни ситуации. Кој ги сршил зидовите на Ерихон? Не сме ние. Знаете, ние се наоѓаме пред Ханан, пред влезот во Хананската, во ветената земја. И сега еве да се поучиме од Израел. Ќе отвориме во книгата на Исус Навин, во првото поглавје. Исус Навин, прво поглавје. Ќе видиме какви инструкции добил Исус Навин, кој што бил тој кој всушност ќе го внесе израелскиот народ во ветената земја. Во таа хананска земја, кажавме, публикуваме паралела со нас денес, ние сме пред влезот во небесниот Ханан. И ова секако се однесува и на нас. Од 6 стих, ќе читаме, значи Исус Навин прва глава. Биди одлучен и храбар, зашто ти ќе го воведеш овој народ за да ја прими во наследство земјата, за која им се заколна на нивните татковци дека ќе им ја дадам. Само биди одлучен и храбар, за да направиш се верно според наредбите што ти ги даде Мојсей, мојот слуга. Не свртувај од тоа ни десно ни лево, за да ти биде срекно се што ќе превземеш. Книжниот свиток на законот, на Тората, единствениот примерок, да кажам, мислам, текст кој што тогаш го имале и постоел, Тората, 5 книги Мојсеев, или би се изразил тогашната Библија. Значи, книжниот свиток на законот, нека ти биде на твојата уста, размислувај за него и дењи и ноќи, за да пазиш верно се што е напишено во него. А нели целото писмо е Бога дадено, затоа му вели, се што е напишено, да пазиш верно и само тогаш ќе бидеш среќен и ќе успееш во потфатите. Библијата ни ветува дека ако се придржуваме според советите кои што Бог ни ги дал, и совети кои што се содржат во целото писмо, ние ќе бидеме ем среќни, ем ќе успееме. Денеска и во оваа проповед, а и по плането ќе зборуваме всушност од Библијата за Библијата, на некој начин. Треба да видиме и да согледаме дека од тоа каков е нашиот пристап кон Библијата, од тоа ќе зависи нашата вечна судбина. Колку ја читаме, дали завзема дел од нашиот живот, колкав дел завзема, колку ја разбираме всушност, да сватиме што е всушност Словото Господово за нас, за нашиот живот, што значи. Еве, гледаме, Исус Навин добива инструкции, совети, да се држи според сето она што е напишано. Тогаш ќе успее. Ова е пред влезот. Подосно во 8 глава читаме кога веќе се навлезени во хананската земја, повторно нешто слично. Значи 8 глава, Исус Навин, од 30 стих, тогаш Исус му подигна жртвеник на Господа, на Израелевиот Бог на гората Евал, како што им заповеда Мојсей, Господовиот слуга. И да не читаме се, еве, дојаме кај 34 стих, тогаш Исус го прочита секој збор на законот. Значи, повторно под закон овде подразбираме Тората. 5 Мојсееви книги. Благословот и проклетството, секако што е напишено во книгата на законот. Исус не испушти ниту една Мојсеева наредба. Ова кажува нешто. Не смееме да имаме селективен пристап према Библијата. Или се, или ништо нема. Се е од Бога. Се е за наше добро. Се е за наша поука. Значи, не испушти ниту една од Мојсеевите наредби, туку сите ги прочита пред соборот на сите израелци, пред жените, децата и пред придојденците кои одеа со нив. Пред сите. Светото писмо е поучно за сите, од мало до големо.
Сушност, што ни кажува во Второзаконие, 11 глава, Мојсија запишан, или што ни кажува Бог преку него, Второзаконие, 5 Мојсија, 11 глава, од 18 стих. Вложете ги овие мои зборови во своето срце и во својата душа, врзете ги како знак на својата рака, нека ви бидат како запис меѓу очите. Ставете ги во својот ум. Поучите ги на нив, своите синови. Изговарајте ги кога седите во својата куќа, кога одите патем, кога легнувате, кога станувате, значи едноставно пребивајте во Божјето Слово. Секојаш нека ви биде тука. Напишите ги на довратниците, на својата куќа, на својата врата, за да бидат вашите денови, деновите на вашите синови во земјата за која Господ им се заколна на вашите татковци, дека ќе им ја даде бројни како деновите на небесата над земјата. Тоа е 5 Мојсија 11 глава од 18, па читав некаде до 21. Бог преку Мојсија дал закон за гласно читање на Тората, на законот. За гласно читање пред целиот Израелски собор. И тоа го имаме во повеќе случаеви. И дури кога требало да биде избран цар, пазите ова, Господ го кажува пред време, затоа што Господ се знае што ќе биде и како ќе биде, и веќе отвориме во Второзаконие 17 глава, чи 5 Мојсија 17 глава, ќе читаме од 14 стих. Кога ќе стигнеш во земјата која ти ја дава Господ твојот Бог, имено кога ќе ја земеш во собственост и кога ќе се населиш во неа, па тогаш ќе речеш, че Бог знаел, дека кога ќе влезат таму и сега ќе се посакаат да станат како сите други околни народи, и кога ќе речеш, сакам да поставам цар над себе, како што го имаат сите други народи околу мене, тогаш ќе си го поставиш за цар оној кој ќе го избере Господ твојот Бог. Постави некого од своите браќа за цар над себе си, а не смееш да поставуваш над себе си тугенец кој не ти е брат. И сега, само нека не држи многу коњи, нека не го праќа народот во Египет да го зголеми бројот на коњите, зашто Господ ви рече, овој пат никогаш веќе да не се враќате. Ве изведов од Египет, никаква веќе помош, ништо со Египет да немате. И вашиот цар да нема ништо со Египет, вашиот водач, кога веќе сакате да имате, нели, водач, како и сите други народи, и нека нема многу жени, за да не му тргне срцето по суета, и нека не натрупува за себе купови сребро и злато, на кое што Соломон многу добро паднал. И сега, ако ќе седне царот на царскиот престол, нека го препише за себе на свиток овој закон од свештениците левити. Еве каква порака Бог дава до царот, до оној кој што треба да го води народот. Да го препише сиот закон од свитокот, значи Тората, од свештениците левити, нека го држи покрај себе, 19 стих, нека го чита во секое време на својот живот, за да научи да се бои од Господа својот Бог, за да ги пази сите зборови на овој закон и да ги врши овие одредби, за да не се издигне со срцето над своите браќа и за да не сврти настрана од оваа заповед ни десно ни лево, за да би царувал долго тој и неговите синови во Израел и да биде се во ред и со народот и со царството негово. И Соломон во еден период бил до едно такво исполнување, до една таква слава се наоѓал Израел, за да подосна така, значи, ниско падне, всушност. Не почитувајќи ги овие одредби, што ги кажал Господ, и веројатно запоставувајќи ја Божјата реч, ќе кажам Библијата, односно Тората, кој што требало царот да има препишено и да си ја држи до себе и да си ја чита, вика, во секој ден од својот живот. Дали имаме ние таков однос кон Светото Писмо? Дали го читаме секој ден од својот живот? Што тоа нам ни значи? И тоа е и те како корисно, за да се боиме од Господа, за да го имаме оној стравопочит, за да го запознаеме Господа, за да можеме да имаме, да му дадеме и чест и благодарност онаа која што
Тој ја заслужува. И сега ќе видиме пример. Со еден цар, па после со еден друг цар. Каков однос првиот, па после и другиот цар имале кон Светото Писмо, кон Библијата, кон пишаната Божја реч. И што тоа допринело да се случи во нивните животи и како ќе завршат нивните животи. Ќе отвориме за таа цел, значи најнапред во втора книга Летописи или Дневник, втора Летописи, 34 глава. Станува збор за Јосија, еден од добрите цареви. Знаете, имало и добри и многу лоши цареви. Јосија, кој што ќе дојде после Манасија, многу ни е добро познат овој цар кој што навистина го втурнал Израел во голем отпад, и после Амон, исто лош цар. Сега доаѓа Јосија и замисли интересно, се зацарил на 8 години. 8 години цар. 8 годишен цар. Меѓутоа, видите што вели 34 глава, значи таму сме сите, верувам, втора Дневник или втора Летопис. 34 стих, од први стих. На Јосија му беа 8 години кога се зацари. Царуваше 31 година во Иерусалим, правеше што е право во Господовите очи. Во се одеше по патиштата на таткото Давид, не свртувајќи ни десно ни лево. Во 8-та година на царувањето, доека беше уште дете, почна да го бара Бога на таткото Давид, а во 12-та година почна да ги чисти Јудеја и Иерусалим од високите места, од ашерите, од режаните и вајаните ликови. И видите во неговото владење што се случува. Почнува обнова на Господовиот дом, кој што бил така запоставен од Манасија посебно. Манасија, ако читаме во претходната 33 глава, направил 2 жртвеника, идолски жртвеника во сред храмот Божји. Значи, такво обесчестување на храмот. Зошто? Најверојатно затоа што го немал книжниот свиток на законот, односно Библијата ја немал покрај себе, нити ја читал, нити па обрнувал внимание на, ако воопшто читал нешто, и тоа ќе сватим дека ја запоставил и те како Библијата, да. Ќе видиме каде ќе ја пронајдат подоста. Јосија при обновата на Господовиот дом. И видите, запоставувањето на Божјата реч, вашиот однос кон Божјата реч, веднаш се рефлектира во вашиот живот. Веднаш почнувате да си градите, да се издигаат идоли во вашиот живот. И тоа не води кон арно. И тоа ќе ја одреди вашата вечна судбина. Го обновуваат храмот, значи Господовиот дом, во времето на Јосија, и 14 стих читаме. Кога ги изнесуваа сребрениците донесени во Господовиот дом, свештеникот Хелки го најде свитокот на Господовиот закон, даден преку Мојсија. И во одговор Хелки му рече на тајникот Сафан, го најдов свитокот на законот во Господовиот дом. Ја најдов Библијата во Господовиот дом. По добро, да речеме, таму и местото, ама веројатно била запоставена некаде за да може, за да они кога влегле да го обновуваат, ја пронашле некаде таму. Па што воопшто се читало, да кажеме сега така да се изразиме, што се проучувало во Господовиот дом за време на Манасија? Или Амон? Била запоставена Божјата реч. И затоа се издигнале оние ашери на високите места и идолите. И сега овие ја наоѓаат Библијата, значи, се изразувам со тој речник денешен современ, во Господовиот дом. Сафан му го однесе книжниот свиток на царот и го извести. Значи, Јосија е царот. Твоите слуги, вика, работеа таму и го пронајдоа овој свиток. Не читам, значи се. И Сафан почна да го чита пред народот книжниот свиток. И што се случува? Реакцијата на Јосија. Откако ги чу зборовите на законот,
царот ги раскина своите облеки. Што значи ова? Кајање. Леле, што правиме и во кој правец се движиме, иако Јосиф уште претходно веќе почнал чистење, почнал реформа. Меѓутоа, вистинската реформа ќе настане откако ќе биде пронајдена Библијата, абсурдно малку, меѓутоа, затоа што била запоставена, фрлена некаде на страна, ја пронашли Библијата, односно книжниот свиток на законот тогаш, и откако е прочитан, откако виделе што всушност Бог бара и кои се неговите инструкции, почнала вистинска реформа. Знаете, па, секоја вистинска реформа почнува од Божјата реч. Од ништо друго. И врз основа, и е втемелена на Божјето Слово. Па како се појавиле всушност реформаторите во средниот век и од 14-15 навамо? Како? Додека Библијата била тргната на страна и само една црква, католичката, и тоа само свештениците ја имале таа предност, да ја читаат и колку ја читале, па колку и како ја толкувале и како манипулирале со народот, ние тоа многу добро го знаеме низ вековите. Се дека не се појавиле Мартин Лутер или Виклиф, Џон Виклиф или Џон Весли, за да ја преведат на свој мајчин јазик, најме Мартин Лутер на германски ја превел, и не увидат всушност како биле манипулирани, како бил манипулиран народ, и врз основа на тоа што го читале, врз основа на нивното искрено покаяние и искрена заложба да ја пренесат Божјата реч на народот, почнала и реформа. И докај застававме 19 стих, значи, откако ги чу зборовите на законот, царот ги раскина своите облеки. Јосиф бил добар цар. Еве го неговиот однос кон Божјата реч. Го пробало во срце. Па нели што вели за Божјето Слово Павле во Евреите? Ајде да се подсетиме. Евреите 4 глава, 12 стих. Зашто Божјото Слово е живо и делотворно. И поостро од секој меч, остро од двете страни, и навлегува до разделување на душата и духот, на зглобовите и на мозокот, и ги суди мислите и намерите на срцето. Тој ефект бил постигнат кај Јосија, и Јоси ја слуша речта и ги раскинува своите облеки. Во покаяние. И им нареди на Хелки, 20 стих, значи се враќаме во втора летописи, 34 глава, им нареди на Хелки, на Сафановиот син Ахикам, на Михевиот син Авдон, на тајникот Сафан, на царевиот слуга Асај, одете и прашите о Господа за мене и за остатокот на Израел и на Јудеја заради овој книжен свиток што е најден, зашто е голем Господовиот гнев, што се излеа на нас, затоа што нашите тасковци не ги пазеа Господовите зборови. Не праве што е напишено во книжниот свиток. Мисли на Амон, на Манасија. Нити читаа, нити пак едноставно ја занемарија Божјата реч. И сега од 29 стих читаме: Тоаш царот испрати да ги соберат сите јудејски и иерусалимски старешини. Царот се искочи во Господовиот дом со сите јудејци, со иерусалимци, со свештеници, со левици, со сиот народ, од најголемиот до најмалиот, и им ги прочита сите зборови на книжниот свиток на заветот, што беше најден во Господовиот дом. Повторно, неселективен пристап, че се е битно, се е вдахновено, се е од Бога, тоа е Негово писмо до нас. Од првата до последната буква. Царот, стоејќи на своето место, го обнови пред Господа заветот. И подоцна 33 стих вели: Тогаш Јосиф ги отстрани сите кнасоти од сите Израелеви краеви, направи така што сите кои се најдоа во Иерусалим да почнат да му служат на Господа. Својот Бог, се случува реформа. За време на сиот негов живот не отстапи од Господа, Бога на своите татковци. И потоа ја воспоставуваат повторно и Пасхата. Се празнува повторно Пасхата. Се било заборавено, се било фрлено во аут, отишло заради запоставувањето на Божјата реч.
И тоа еве Бог се послужил, како што секој се служи преку богобојазни луѓе, како еве Јоси, кој што слушајќи ја Божјата реч, се покајал и веднаш ги свикал сите старешини, целиот народ, за да го прочита пред сите, од збор до збор. Целата Тора, целиот закон. И да се случи една таква голема реформа. Видите што запишал Елен Вајт, овие зборови од големата борба, може би ми се едни од најумилените, овој текст, овој цитат, кој што можете да го најдете на 586 страна од ова издание, значи, мислам дека тоа беше последното издание со сликите. Веројатно ќе ви текне на овој цитат, и ова треба длабоко да се впечати во нашите срца и во нашиот ум, и добро да размислат сите оние кои што ќе не слушаат и кои што ќе не гледаат подоцна. Но Бог на земјата ќе има свој народ, кој ќе внимава на Библијата и само на Библијата, како мерило на сите науки и темел на секоја реформа. Библијата и само Библијата е темел на секоја реформа, од тука почнува реформата, а и мерило за секоја наука, за секоја доктрина. Дали така вели Господ? Ниту мислењата на учените луѓе, теолози, доктори, магистри, не знам какви, се не, по теологија. Значи, ниту мислењата на учените луѓе, ниту тврдењата на науката, ниту верските догми или одлуки на црковни собори, толку многобројни и спротивни како и црквите што ги застапуваат, ниту гласот на мнозинството. Знаете, често пати денеска ќе кажат луѓето, ајде бе, вие сте таму малку сте се собрале. Цел народ вака прави, вака верува, вие сега таму изигравате нешто многу паметни се правите. Меѓутоа, ниту гласот на мнозинството, ниту едно од ова, ниту сите заедно не можат да се сметаат како доказ за или против која и да е точка на верата. Може не знам кој доктор на наука, на теологија да дојде да каже не е тоа вака, вака, така е. Нити неговиот глас, нити гласот на мнозинството, нити на било кој црковен собор, било какви одлуки да се донесат, како што потосно нели биле донесени, па сега неделата од сега ќе биде Ден Господов. Тоа било решено на црковен собор. Не можат да се сметаат, значи, како доказ за или против кој да е точка на верата. Пред да примеме која било наука или пропис, треба да се увериме дека е во согласно со она јасното, така вели Господ. И точка. Ништо друго. Значи, сето оно што го веруваме, треба да биде подкрепено на Божјата реч. И тоа здрава основа да има во Божјата реч, а доколку имаме неселективен пристап кон Библијата. Ако имаме селективен, тоаш ќе си измислиме разни доктрини и науки кои што немаат темел на Божјата реч, како што Јан изборуваше, може би ќе отемелиме својата доктрина на некоја антитеза, оние ваму на некоја теза, меѓутоа треба синтеза, нели? Треба сето тоа добро да се развива, да се проучи нормално под водство на Светиот Дух, кој што е всушност инспираторот на целата реч. Значи, забележавме и видовме дека Библијата е темел на реформа, Библијата и проучувањето на Библијата, еден позитивен однос и пристап кон Библијата всушност предизвикува реформа. И како што ќе каже Двајт Муди, рекол Библијата не е дадена за да не информира, туку за да не трансформира. Тоа е целта. И сега имаме еден друг случај со еден друг цар, и тоа син на Јоси. Јоси, добриот цар. Ова е посебно интересно кога ги гледате царевите. Таткото е добар, па синот после хидало поклоник. Па не знам, па на тој синот па станува добар. Сега, стварно интересно и чудно. Воспитувањето веројатно немало тука влијание, ама имало влијание нешто друго.
Значи, ќе отвориме сега во 2 Цареви 23 глава, 2 Цареви 23 глава, да се позанимаваме малку со овој друг цар, 2 Цареви 23 глава. Значи, вака сега, после Јосии ќе се зацари првин Јоахаз, тоа е најстариот негов син, и може да прочитаме Тридесет стих од 23 глава, значи 2 Цареви. На Јоахаза му беа 23 години кога се зацари. Царуваше 3 месеци во Иерусалим, неговата мајка, добро. 32 стих е битен, тој правеше што е зло во Господовите очи, секако што правеа неговите татковци. Ама некако биолошкиот негов татко, Јоси. Многу кратко царуваше овој, за да после дојде Јоаким, односно Елијаким, кој што пак му било променето името во Јоаким. И овој правил се што е зло. Еве 36 стих, 23 глава 2 Цареви. На Елијаким му беа 25 години, кога стана цар, и царуваше 11 години во Иерусалим. И ово е син на Јосија, ама помалиот. На мајка му името и беше Зевода, добро. Тој правеше што е зло, 37 стих, во Господовите очи, секако што правеа и неговите татковци. Чисто информативно, за да видиме за кого станува збор. И сега ќе отвориме во Еремија 36 глава. Еремија 36 глава. Бог праќа порака, пише на порака преку Еремија до царот, до народот, затоа што повторно забегале. Затоа што повторно било запоставена Божјата реч. И покрај силната реформа што се случила во време на царувањето на Јосија, видите колку малку фали, значи, да човек падне. Опрашање се неколку години, значи, после Јосија. Во 36 глава од Еремија, ве читаме од први стих, во 4-та година на Јоаким, јудејскиот цар, Господ му го упати ова слово на Еремија. Земи книжен свиток и запиши ги на него сите зборови што ти ги реков за Израел, за Јудеја и за сите народи од денот кога почнав да ти зборувам, од деновите Јосиини до денешниот ден. Може би јудиниот дом ке чуе за сите несреќи што ги наумив, да ги оборам врз нив, така се врати секој од својот лош пат и јас ке им ги простам вината и гревот нивни. Секојаш Бог праќа порака за да не исправи, за да не поучи. Светото писмо е една порака до секој од нас. Писмо негово до секој од нас, за да не поучи, за да не изобличи. И тогаш Еремија го повика својот писар Варух и му кажа, значи, да запише се, што Господ му објави. Еве како сме ја добили Библијата. Бог им се јавувал на своите верни чеда, вдахновени од Дух Свети, луѓе кои што живееле под Духот, а не по телото, им објавувал, овие запишувале, или они, или пак, еве, како во случајот на Еремија, имал свој записничар Варух. И му рекол, сега прераскажувам да не читаме се, јас не можам, имало причина зашто Еремија, знаеме, случајот со Еремија не можел да влезе во Господовиот дом, па му рекол, ајде, оди ти и прочитај им го ова слово од Господа. И в 9 стих, во 5-та година на Јоаким, синот Јосиин, јудејскиот цар, во 9-тиот месец, го повикаа на пост пред Господа сиот Ерусалимски народ и сиот народ, што можеше да стигне од јудејските градови Ерусалим. Видите, значи тие и пронатаму си продолжувале да си имаат богослужение, постови. За кого постеле, на кого му се молеле, тоа е веќе друго прашање. Биле во таков отпад. Значи формална религија и побожност. Варух, 10 стих, му ги прочита од книжниот свиток Еремините зборови на сиот народ, односно Господовите зборови, во Господовиот дом, на сиот народ. Во дворницата на Гемари, синот на писарот Сафан, во горното предворје пред новата врата на Господовиот дом. И потоа слушаат овие
И така натаму, и доаѓа до идеја, нормално, пораката е силна и битна, биле заплашени од тоа што стојало во книжниот свиток и рекле, треба да се излезе пред царот и да му се прочита ова. И еве сега да го видиме односот на Јоаким кон Божјата реч. Царот, 22 стих, значи 36 глава Еремија. Царот седеше во зимскиот дворец, си уживаше. Во дворецот, тоа беше во 9-тиот месец, а пред него стоеше разгорена жар. Значи, зима е, отишол, видите, имале тоа беше летен дворец и зимски дворец. Зима било, се топлел царот и кога јудеи, тоа беше еден од неговите, веројатно, слуги таму, би прочитал 3-4 столбчиња, значи од... Царот ги пресекуваше со писарско пероношче и ги фрлаше во огнот на жарта, се додека целиот книжен свиток не беше уништен во огнот на жарта. Каков е неговиот однос сега? А што ме галеш, што ми читаш? Не ме интересира. А тој е исто цар, јудејски, на кого што Бог порачал, значи, кога ќе воспостави, кога ќе изберете цар, да си го препише, значи, целиот закон, Тората, списите да ги има покрај себе и да си чита, да сето тоа го води низ неговиот живот, за да може да царува и долго да царува и да биде, значи, сето тоа на благодат и негова и на целото царство. Меѓутоа, овој има многу поинаков однос кон Божјата реч. И, знаете, ние денеска не го правиме ова, чувај Боже, че ова е богохулие, да земете и да запалите Библијата. И тоа правиме нешто друго. И можеме да се запрашаме дали занемарувањето на Божјата реч е исто што и ова. Секој од нас треба да си одговори. И што се случува? Ни царот, ни неговите слуги не се исплашија, ниту ги раскинаа облеките, како што беше случајот со Јоси. Воопшто не се покајале. Воопшто не дозволиле да тоа Божје Слово, тоа живо, делотворно Божје Слово, ги расече, го расече нивното срце, нивниот ум, поделува нивните мисли на нивниот разум да сватат колку се грешни и да се исправат. Не, тоа никако да делувало кај нив. Игнорантски однос потполно, нити се исплашија, нити ги раскинаа облеките кога ги чуја тие зборови. Па сепак Елнатан, Дела и Гемари го молеа царот да не го спалува книжниот свиток, имало некои од нив кои што биле посовесни, ама тој не ги послуша. Сепак е цар. Тоаш царот им заповеда на царевиот син Ерамеил на Серај, синот Азрилов, на Селеми, синот Авдилов, да ги фатат писарот Варух и пророкот Еремија. Кои се тие мене да ми кажуваат што треба јас да правам, како да живеам? Видите каков однос? Но Господ ги сокри. И не само тоа, него повторно Господ ќе му рече на Еремија, Варух нека ги запише сите од збор до збор, сите тие работи кои што беа запишени во првиот свиток. Ви потсеќа ова на нешто? Сеќавате кој зборовме за законот, кој што пак е запишан лично со Божиот прст на камени плочи, и Мојсей во тој цвет гнев ќе го искрши, ќе ги искрши тие две плочи, Бог му рекол, ќе направиш уште две плочи, и пак од збор до збор ќе го запишам повторно истиот закон. Истите тие 15 стиха. Еве овде, ова покажува дека Божјата реч е вечна. Неуништлива е. Вие можете да правите што сакате со неа, ама еден ден, тоа исто слово, ќе видиме вечерва баш, ќе ве суди. Исус вели, во една прилика, тоа е стих со кој што повеќе вечерва ќе се позабавиме, ќе рече, јас не дојдов да ви судам, не дојдов да судам, туку да спасам. Ама на крајот ќе се соочите со тоа слово. Словото ќе ве осуди.
Значи можеме да правиме што сакаме со Божјата реч. Да ја игнорираме, да фаќа прашина по полиците, како што денеска е случај во домовите многу христијани. Се нарекуваат христијани, пазите, не напаѓаат нас, ајде бе, па вие па со таа Библија, библијаши дури не нарекуваат, пазите. А врз што воопшто ќе ја темелите верата, ако не врз Божјата реч? Од кај доаѓа верата? Од слушањето, од читањето на Божјата реч. А тие истите ја имаат, значи денеска е модерно да се купи, да се има Библија, меѓутоа колку ја читаат, им фаќа прашина во нивните домови. Како што еве во домот Господов ја пронајдоа Библијата запоставена во случајот на Јосија. Нашиот однос и пристап кон Божјата реч ќе ја одреди нашата вечна судбина. Во случајот на Јоаким ова било кобно и, знаете, било проречено уште предходно Еремија во 22 глава, ќе отвориме на Еремија. Ние на пророк Еремија 22 глава, Бог прорекол што ќе го снајде Јоакима. Зато што Бог ги знае срцата на секој од нас. И еве што е запишено во Еремија 22 глава, 18 и 19 стих. Зато Господ зборува вака за Јоаким, синот Јосиин, царот јудејски. Се извинувам, ја би прочитал од 13 стих. Видите каков живот живеел Јоаким, каков цар бил. Горко му на оној кој гради куќа неправедно и ги крева горните соби без право, кој го тера ближниот на работа и не му ја исплатува платата. Од 13 стих, значи читам во истата глава. Кој велики си изградам за себе пространа куќа и прозорни горни соби, кој отвара прозорци ги обложува со кедрови на обоje на црвено. Дали си затоа цар, дека се фалиш со кедар, че ова се однесува на Јоаким, каков раскошен живот живеел. Нели татко ти јадеше и пиеше, но правеше право, правосудство и правда, и затоа му беше добро. Право судеше. Го бранеше правото на сиромашниот, да јадникот, и затоа му беше добро. Зар не значи тоа да ме познава мене, зборува Господ, но твоите очи и срцето одат само по печалба, за да пролеваш невина крв, за да правиш насилство и гнетување. Видите каков живот и каков бил овој цар Јоаким. И затоа Господ зборува вака за Јоаким, синот Јосиин, царот јудејски. По него нема да тажат. Леле, брате мој, леле, сестро моја. По него нема да тажат. Леле, господару, леле, величество. Зошто? Ќе го закопаат како осле, како магари, како животно. Ќе го извлечат и ќе го фрлат надвор од вратите на Јерусалим. Мислам, ова не треба да се објаснува што значи. Да бидеш надвор од вратите на Јерусалим. Неговиот однос и пристап кон Божјата реч за секојаш ќе му ја запечати неговата вечна судбина. Или Божјата реч ќе предизвика реформа, значи тоа слово ќе го примеме, не само што ќе го читаме, ќе го примеме со драго срце, да делува, тоа е живо и делотворно, да делува и да не трансформира, затоа е дадена Библијата, значи не да не информира, како што вели Двајт Муди, туку да не трансформира. И на крајот на краиштата, знаете ли што значи да се отфрли Божјата реч? Божјето Слово. Што е Словото? Кој е Словото? Јован 1 глава читаме, а еве да се подсетиме, Јован 1 глава. Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Словото беше Бог. Да го отфрлиш, да го игнорираш Словото, значи да го отфрлиш, да го игнорираш Бога. Словото беше Бог, тоа беше во почетокот во Бога и се стана преку Него, и ништо што стана не стана без Него, па дури ново создание не станува без Него, без Словото. Затоа ќе видиме вечера повеќе. Во Него беше живот и животот им беше светлина на луѓето. И таа вистинска светлина го осветлува секој човек, 9 стих. И 14 стих. И Словото стана тело и се настани меѓу нас и ја видовме Неговата слава, славата што има како единороден од Таткото, полн со благодат и вистина. Кој стана тело? Словото се отелотвори. Христос е Бог, знаеме, Словото е Бог, како што вели Јован,
И Христос е таа реч. Христос е отелотворен, односно Христос е Словото отелотворено. Тоа живо Слово отелотворено во тело. Христос е жива Библија. Значи, отфрлањето на и занемарувањето на Божјата реч, значи отфрлање на Христа, отфрлање на Бога. Или пак селективниот пристап кон Библијата исто така значи занемарување, непочитување на Христа, непочитување на Бога. Ова е многу сериозна работа. А, знаете, самото слово, вели, значи, Јован вели, во словото беше животот. Истиот Јован, во прво послание Јованово, ке запише, при крај сме, прво послание Јованово, значи, во 5 глава, ке запише во 11 стих, прво Јованово, 5 глава, 11 и 12. И ова е сведоштвото, Бог ни даде вечен живот. И тој живот е во Неговиот Син. Во Исуса Христа. Во Словото е животот. Кој го има Синот, има живот. Тоа збори за вечниот живот. Кој го нема Синот, нема живот. Многу едноставно. И многу јасно. Дали го примаме, каков пристап имаме кон Словото, дали го примаме, дали дозволуваме да тоа делотвори во нас и да направи нови создани од нас и да на крајот добиеме и вечен живот. Само така можеме. Имајќи го Христа имаме вечен живот, имајќи го Словото. Ако го занемаруваме, ако слично на царот Јоаким, тогаш ќе запечатена нашата судбина, ке не фрлат надвор од Ерусалим. Нема да се најдеме во небесниот град, нема да се најдеме во ветената земја хананска. Нека Бог ни помогне да навистина имаме вистински, искрен пристап кон Библијата и Божјето Слово. Знаете, на крајот би се послужил само уште еден пример. Били Греам, познатиот Били Греам, голем проповедник, евангелист, евангелизатор, бил запрашен во една прилика кога би живеел уште, значи би го живеел животот уште еднаш одново, што би направил поинаку? Знаете што рекол? Големиот Били Греам, еден од најголемите, значи познати проповедници, баптистички во случајот, не е ни битно тоа, рекол, повеќе би проучавал отколку да проповедам. Ова многу значи. Големиот проповедник Били Греам рекол, да ми даде Бог сега да го живеам повторно животот одново, јас повеќе би проучавал отколку да проповедам. Нека мој слава на Бога за Божјата реч, за Словото што ни го дал, и ни го дал за да не поучи, за да не изобличи, за да не возобнови, за да не изгради, за да направи од нас нови созданија. А нашиот однос кон Библијата и Неговото Слово ќе го реши на крајот, ќе реши нашата вечна судбина. Слава на Бога уште еднаш. Амин.